Денес православната црква ги празнува светиот пророк Ереми и преподобниот маченик Акаки Пандувчар. Светиот пророк Ереми роден е 600-та година пред Христа во селото Анатота, недалеку од Ерусалим. Почнал да пророкува во својата 15-та година во времето на царот Јосија. Му пророкувал покаяние на царот, на големците, на лажните пророци и на свештеници, и во времето на тој цар Јосија одвај го спасил својот живот од убиствената рака на огорчените големци. На царот Јоаки му прорекол дека неговиот погреб ќе биде како погреб на магаре, тоест дека ќе биде isfрлен мртов надвор од Ерусалим и телото долго ќе му се влече по земјата без погреб. Поради тоа Еремија бил фрлен во самица. Не можејќи да пишува во самицата, Еремија го повикал варуха, кој застанал крај прозорчето од самицата, а тој му диктирал. Кога на царот му било прочитано ова пророштво, гневниот цар ја дофатил хартијата и ја фрлил во оган. Промислата Божја го спасила Еремија од самицата, а врз Јоаким се исполнило словото пророчко. На царот Јехонија му прорекол дека ќе биде одведен во Вавилон со целото свое семејство и дека таму ќе умре, што наскоро и се случило. Под царот Седекија, Еремија си ставил јарем на вратот и шетал низ Ерусалим, пророкувајќи го падот на Ерусалим и робството под јаремот на вавилонците. Им пишувал на еврејските робови во Вавилон да се надеваат на повраток во Ерусалим, бидејќи ќе останат во Вавилон 70 години, што и се случило. Во долината Тотев, под Ерусалим, каде што евреите им ги пренесувале децата на жртва на идолите, Еремија зел големо тенџере во рацете и го скршил пред народот, пророкувајќи го скорото сокрушение на јудејското царство. Наскоро вавилонците го зазеле Ерусалим, царот Седекија го убиле, градот го ограбиле и го разориле, а огромен број евреи исекле во долината Тотев, на местото каде што децата биле клани на жртва на идолите и каде што пророкот го скршил големото тенџере. Еремија со левитите го зел кивотот од храмот и го однесол на ридот Нават, каде што Мојсей умрел и тука го скрил во една пештера. Огнот од храмот пак го скрил во еден длабок бунар. Бил приморан од некои евреи да оди со они во Египет, каде поживеал 4 години и тогаш од своите сонаредници бил убиен со камења. На египтјаните им го прорекол сокрушението на нивните идоли и доаѓањето во Египет на Света Дева со младенецот. Постои предание дека самиот цар Александар Велики Македонски го посетил гробот на пророкот Еремија. По наредба на царот Александар, телото на Еремија е пренесено и погребано во Александрија. Египтјаните безмалку го обожувале свети Еремија, затоа го погребале како крал, го сметале за чудотворец и по неговата смрт. Правот од неговиот гроб го земале како лек против гризнување од змија. И ден денес христијаните го повикуваат пророкот Еремија во молитвите против змии. Преподобниот маченик Акаки Пандувчар од селото Неохора до Солун, бидејќи бил многу тепан од својот мајстор во Срез, тој се потурчил. Потоа, како покајник и монах, живеел во Хилендар. Неговата сиромашна, но христолюбива мајка го посоветувала: како што доброволно се одрече од Господа, така сега мораш доброволно и храбро да го примиш мачеништвото за сладкиот Исус. Синот ја послушал својата мајка и со благослов на светогорските оци отишол во Цариград, каде што бил исечен од турците на 1 мај 1816 година. Главата му се чува во манастирот Свети Пантелеймон на Светагора. To